Отидоа да се забавуваат, но ноќта на 15 март беше последна за нив. Пожарот што избувна во ноќниот клуб Пулс во Кочани, импровизиран во стар магазин за теписи, однесе животи на најмалку 59 млади лица, а над 150 се повредени. Од видеата кои беа споделени на социјалните мрежи, се гледа дека пожарот избувнал од огномет на сцената кој го запалил таванот на објектот. Кога виделе дека пламените јазици проголтуваат се, почнале да трчаат, направен е толку голем хаос, што, како што посведочи 20-годишната Марија Тасева, паднала, а другија згазиле додека трчале да избегаат. Не знам, еднаш изби голем пожар и сите почнаа да трчат на напор, сите гледаат да си спасат животот. И никој не беше свесен, испогорени тела, сликата е, не знам, немам коментар. Сите се под стрес. Сестра ми е изгубена, не можеме да најдеме во никоја болница. Сега чекаме од тука резултати дали ќе ја најдеме, дали е тука. Ако не Штип, ако не Скопје на крај. Очевици велат дека за неколку минути огнот зафатил се. Членовите на семејствата и родителите дознале што се случило по 2 часот по полноќ. Тагата е неопислива. Драги Стојанов е еден од оние кои во трагедијата го загуби синот, 21-годишниот Томче. Би треба едно дете имаше загина, што да правам? И нините да ги нема, и они да страдат која што страдам. 150 души у едно диско. 500 души диско. Колку години имаше вашето дете, сочувство? 21 годинка, само што требаше да живее. Од подок од Кочани. Да се јаве началници на полиција, корумпирани, дроги, другират ги. Шо да, нема шо да... Ивица е родител на 17 годишник кој бил присутен на оваа забава, но се спасил од пожарот. Рече дека за пожарот во објектот утрото го известил собственикот на дискотеката, а потоа видеата ги видел на социјалните мрежи. Ние бевме на гости синоќа, звони ми, пари ми потражи да оде на диско и... Која возраст е вашето дете? 17 години. Значи станува збор за малолетни, Па и малолетни и полнолетни. Тажната вест привлече меѓународно внимание. Пристигнаа стотици пораки со сочувство во кои се изразува солидарност и споделување на болката. Северна Македонија прогласи 7-дневна жалост.